Добро вечер на сите. Продолжува оно што се нарекува потрага по правда, потрага по право, потрага по правдини и потрага за слобода. Затоа што нема слобода таму каде што во затвор се уметници, каде што во затвор се пратеници, каде што во затвор се глумци, режисери, блогери, административни службеници и останати службеници. Нема слобода во државата каде што мора да се шепоти. Нема слобода во државата каде што се брои кој на кого лайк му стиснал на опозициона сторија или каде што мора да се шепоти нешто што се критикува. Ајде за изминативе 6 месеци било кој што е надвор од политичката определеност, било кој што е надвор од партиската определеност, дали живее било кој подобро во овие 6 месеци наназад во Македонија? Дали им е зголемена платата на овие полицајци? Дали им е зголемена платата на другите службеници? Дали има еден пензионер во Македонија на кој што му е зголемена пензијата? Дали има бензинска станица на која што бензинот е поевтин? Нема, туку напротив, за 2 недели од сега ќе се зголеми бензинот. Ќе дојде инфлација, а се затвараат фабрики. Се затвори Фени, Еврокомпозити не е решен, Колска не е решена, не е решен ниту еден проблем во Македонија. А проблемите секој ден се зголемуваат. Браќа и сестри, оние кои што ги носат одлуките, оние кои што судат, оние кои што обвинуваат, оние кои што се и кадија и судија, не сакаат јавно да зборуваат за нивните одлуки. Не сакаат јавно да зборуваат затоа што се кријат за она што се нарекува неправда. Знаат дека неправдата е очигледна и народот ја гледа. Гледајте ги представите последниве неколку недели во Македонија. Почнува представа, таму има неопределени луѓе. Луѓето стануваат и велат слобода за Игор Дурловски. Стојат и аплаудираат. И тоа ќе се памети во историјата, а нема да се паметат во историјата оние кои што биле и кадија и судија. И на крајот, браќа и сестри, сега како генерација се подсетуваме на тежината, на болката и маката на македонските народни песни. Зошто во македонските народни песни има толку мака? Зошто во македонските народни песни има толку тежина? Затоа што било и тешко и мачно, но било автентично. И било преживеано. И било едноставно пројдено натаму. Македонија нема да запре тука. Ке се прават нови македонски песни, ке се прават нови македонски документарци, ке се прават нови македонски стории. И во тие македонски стории ке биде забележана и маката и неправдата која што сега се случува во Македонија. Македонската историја не е завршена книга. Македонската историја е македонска иднина, македонската иднина ги пишува новите страници. И во тие нови страници на македонската сегашност ќе бидат забележани и страдањата и маките, но исто така ќе биде забележана и истрајноста, карактерот и вербата, кои што се најмногу ставени на тест тогаш кога е најтешко. Зарем гласот на Вања Лазарова ќе беше онаков, со онаква боја, со онаков тон, ако Вања Лазарова го немаше преживеано животот она како што го преживеа. Во тие тешки моменти се бруси и гласот, и карактерот, и зборовите, и воздишката, и чувствата.
Сега се испишуваат новите македонски страници и македонската книга не е затворена. Македонската книга е многовековита, много милениумска, многогодишна. На много лета, браќа и сестри. Ке продолжиме. Нема откажување. На крајот, браќа и сестри, би ве замолил утре, вторник, во 18 часот, во 6 попладне, повторно да се собереме. Сега си продолжуваме сите нели со своите активности, но нема запирање. Сите кои што сме денес тука ќе се дојдеме и повторно. Затоа што колку и да е ладно тука, на оние кои што им е тешко, им е потешко од тоа што им е на нас. Значи утре во 18 часот на ова место, на 18 часот во 6 пред Министерство за правда. Се гледаме повторно. Да живее Македонија. Ви благодарам.